Благодарам, подпредседателе. Почитувана колешке Тасевска, со фино срочен говор и правилна дикција, доколку не живеев во Република Македонија и доколку не се сретнува со граѓаните и не слушав директно од нивна уста со што се соочуваат, ќе мислев дека сте припадник на парламентарно мнозинство и влада, која што не само корона кризата, туку генерално неспособноста ја има надминато и дека е најекономска влада во историјата на Република Македонија. Но да ги тргнеме розевите очила и да се соочиме со суровата и брутална реалност која што е во Република Македонија, а која што оваа неспособна влада не само што не знае, туку нема ни визија како да ја поправи. Во вашиот говор говоревте за стабилна економија, нови работни места, за стимулирани компании и така натаму. По однос на новите работни места, граѓани останале без своите работни места, а јас ќе ви го кажам и примерот од градот од каде што доаѓам, од Свети Николе и од Штип, како безмилосно деновиве се отпуштаат конфекцијски работници и од текстилната и од кожарската индустрија и за жал, вие како парламентарно мнозинство не го усвоивте амандманот кој што токму на овие работници ќе им го подобреше барем малку нивниот живот. По однос на она што го рековте стабилна економија, далеку од стабилна, значи историски ние сме во најзадолжена држава. Ако пред 2018 година 10% од буџетот се трошел за капитални расходи, сега тој процент е околу 6 до 7. Нема инвестиции, практично го нема очекуваниот развој. И јавниот долг никако да го спомнете. Значи, од како сте преземале власта, од 40 и нешто проценти за кои што како опозиција тогашна не можам да ви опишам што се не правевте. Повикувавте на одговорност, повикувавте на грчко сценарио и така натаму, а сега над 63%, Светска банка предвидува и 65 и 67% јавен долг, се е во ред, се е мирно, нема грчко сценарио, нема банкротирана држава за вас, а зошто? Поентата е да се задолжуваме, меѓутоа да се гледаат парите. Овие пари не се гледаат, зборувате за патишта, јас еве нови патишта не можам да видам. Нов клинички центар нема и она што е започнато нема. Значи ниту една капитална инвестиција која што само ја зборувате на пресконференции тука од оваа говорница, граѓаните на Република Македонија не можат едноставно да ја видат. Еве, набројте ги кои се тие странски инвестиции, само да ја довршам мислата, кои се тие странски инвестиции кои што сте ги привлекли? Кои се? Набројте, еве, барем 7 од тие. Благодарам. Контрреплика, пратеничка да Тасевска Лидија.